Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе обработиме глава 19 од Евангелието според Лука. Во оваа глава е запишана познатата средба помеѓу Господ Исус и цариникот по име Захеј. Станува збор за случка која сигурно ги шокираше дел од наблюдувачите, бидејќи во тоа време рабините и цариниците не седеа на иста маса. Всушност, токму поради тоа, мислам дека оваа средба е навистина посебна, бидејќи правејќи нешто што ги шокираше религиозните водачи, Господ Исус донесе спасение во домот на Захеј. Стих 1. Потоа влезе Исус во Ерихон и минуваше низ него. Господ Исус тргна кон Ерусалим, за да ја исполни главната цел поради која дојде на овој свет, да го положи својот живот за наше спасение. Додека се движеше кон Ерусалим, тој помина низ неколку области и градови, а меѓу нив беше и Самаријанската област, но како што предмалку прочитавме и градот Ерихон. Зошто Исус влезе во Ерихон? Тоа воопшто не беше случајно. Во градот Ерихон живееа неколку луѓе кои тој сакаше да ги сретне, чии животи сакаше да ги допре и промени. Патем, уште од старозаветно време, Ерихон беше проколнат град. Мојсеевиот наследник, човекот познат по име Исус Навин, го проколна градот, како и оној кој одново ќе го изгради откако е уништен. Во времето на Господ Исус, Ерихон беше доста познат град и место каде живееа добар број на цариници. Кои беа цариниците во времето на Господ Исус? Тоа беа луѓе со еврејско потекло, кои собираа данок во име на Римската империја. Затоа беа сметани за најголеми предавници, бидејќи земаа пари од својот народ во име на окупаторот. Патем, стихот кој го прочитавме вели дека Исус влезе и минуваше низ градот Ерихон. Во одредена смисла, тој го стори тоа и со светот. Тој дојде и мина низ светот, но неговата цел не беше да остане во него. Стих 2. И ете, еден човек по име Захеј, кој беше началник на цариниците и беше богат. Во овој стих Лука ни открива три нешта кои треба да ги знаеме за Захеј. Прво е неговото име. Кога пребарав низ литературата за да го најдам значењето на неговото име, се изнасмеав. Додека се смеев во мојата канцеларија, мојата сопруга ме слушнала и се прашувала зошто се смеам. Кога влезе и ме праша што е работата, и кажав дека причината за мојата смеа е фактот што името Захеј значи чист. Замислете, кога бил бебе, му било дадено име кое значи чист, а кога пораснал, почнал да се занимава со една од највалканите професии во тогашното општество. Тоа е навистина иронично. Мајка му и татко му мислеле дека ќе порасне да биде доблесен човек, а на крајот пораснал и доброволно се пријавил да работи за интересите на окупаторот. Покрај другото, Лука ни открива дека Захеј беше и началник на цариниците. Тоа е уште полошо. Не само што работел за окупаторот, туку не бил обичен цариник. Захеј бил одговорен за работата на цариниците во таа област. Тој работел за Римската империја, но и сите останати цариници на некој начин работеле за него. Лука исто така вели дека Захеј бил многу богат. И тоа е сосема нормално. Во тоа време цариниците биле едни од најбогатите луѓе во општеството. Тие не само што добивале плата од Римската империја, туку според некои толкувачи на писмото и според некои историчари, имале можност од народот да земаат повеќе пари од потребното. Но, без разлика колку Захеј важеше за недоблесна личност, сепак длабоко во него постоеше желба да го спознае Господ. Во одредена смисла тој беше како цариникот од онаа парабола за фарисејот и цариникот кои се молеа во храмот.
знаеше дека има потреба од Господовата милост. Господ Исус многу добро го знаеше тоа и верувам дека една од причините поради која мина низ градот Ерихон беше неговата желба да се сретне со овој началник на цариниците. Целта за таа средба не беше само да разговараат, туку Захеј да поверува и да се спаси. Стихови 3 и 4. Настојуваше да види кој е тој Исус, но не можеше од народот, зашто беше низок по раст. Затоа потрча напред и се качи на една смоква за да го види, бидејќи покрај неа требаше да помине. Интересно е тоа на што се Захеј беше подготвен само за да го види Господ Исус. Сигурно дознал дека низ Ерихон минува човек кој важи за исклучително добар учител, но и познат чудотворец. Не знам дали беше свесен дека Исус е отелотворениот Бог, но очигледно е дека имаше голем интерес да се сретне со него. Да беше дете, ќе ми беше разбирливо тоа што се качил на дрво, но возрасен човек да стори такво нешто, тоа беше несекојдневна гледка. Но, сето ова ни кажува дека Захеј е подготвен да направи се што може за да го види Господ Исус. Се прашувам, дали ние денес сме толку упорни во нашите обиди да го спознаеме Христос подобро, или пак се откажуваме при првата препрека. Стих 5. Исус пак, кога дојде на тоа место, погледна нагоре, го виде и му рече: Захеј, слези побргу, зашто денес треба да бидам во твојот дом. Ова сигурно беше многу повеќе од тоа што Захеј го очекуваше. Тој сакаше да го види Господ Исус со своји очи, а Исус, познавајќи ја големата желба во срцето на Захеј, не само што го поздрави, туку и самиот себе се покани кај него дома. Господ Исус не влезе во домот на така наречениот градоначалник, односно управник на градот, ниту пак во домот на началникот на фарисеите, туку во домот на началникот на предавниците. Интересно, зарем не? Што ни кажува сето ова нам денес? Ова е доказ дека Господ ја уважува желбата на оние кои сакаат да го спознаат. Ако искрено го барате Христос, ако сакате да го спознаете и да се сретнете со Него, тој ќе најде начин да ви се открие. Можете да бидете сигурни во тоа. Стихови 6 и 7. И тој веднаш слезе и го прими со радост. И сите, кога го видоа тоа, негодуваа и рекоа: отиде во куќа на грешен човек. Кои се тие сите за кои Лука пишува во овие стихови? Најверојатно станува збор за дел од религиозните водачи, но исто така и дел од народот. Иако религиозните водачи беа оние кои често го критикуваа Исус што разговара со така наречени најголеми грешници, сепак тие постапки беа скандалозни и за добар дел од народот. Замислете ја ситуацијата. Во нивната средина доаѓа учител и чудотворец кој дава многу убави поуки, но од време на време седнува на вечера и оди на гости кај најголемите предавници на народот. Луѓето сигурно имале измешани чувства во однос на сето тоа. Но, предпоставувам, го забележавте и контрастот во стиховите кои ги прочитавме. Од една страна се вели дека Захеј го прими Христос на гости со радост, а од друга страна дека некои од луѓето негодуваа. До ден денешен, луѓето или го примаат Христос со радост и живеат за Него, или негодуваат против Него, обидувајќи се да му најдат некаков недостаток. Што ќе сторите вие? Ќе му се радувате или ќе негодувате? Стих 8. А Захеј застана и му рече на Господ: Господи, еве половина од својот имот ќе ја дадам на сиромаси, и ако сум зел од некого нешто, четворно ќе го вратам. Интересно ми е тоа што Захеј вели ако сум зел од некого нешто. Се разбира дека зел. Цариниците беа познати по тоа што од луѓето земаа повеќе пари од што треба. Но, самото тоа што тој вели дека би вратил 4-кратно од луѓето на кои им зел нешто неправедно,
е доказ дека навистина ја сватил пораката на Господ Исус. Патем, во законот кој Бог им го даде на израелците преку Мојсей, имаше заповеди кои се однесуваат на вакви и слични состојби, кога еден израелец ќе оштети друг и како да го обештети. Ако ви интересира повеќе, можете да прочитате во книга Излез, глава 22. Но, тоа што сакам да го нагласам е дека според текстот кој го читаме, очигледно е дека Захеј доживеа внатрешна промена. Според тоа што го читаме во оваа глава, Господ Исус не му кажа на Захеј дека е грешник. Се чини дека Захеј веќе го знаеше тоа. Не само тоа, туку сите наоколу зборуваа за гревовите на Захеј, така што неговите гревови не беа никаква тајна. Преку тоа што го кажа, Захеј призна дека е грешник, но беше и свесен дека Бог може да му прости доколку се покае. Тоа е важно да го знаеме и ние за нас. Ако сакаме да се помириме со Бог и да го наследиме вечниот живот, треба да бидеме свесни за нашите гревови, но и за Божјата милост која простува. Стих 9. А Исус му рече: денес дојде спасението за овој дом, зашто и тој е син Авраамов. Иако речиси сите останати израелци го отфрлија Захеј поради неговата професија, сепак Бог го прифати поради неговата вера и покаяние. Го нарекува син Авраамов, бидејќи по тело Захеј беше Авраамов потомок. Но од моментот кога се покаја, поверува и се заветува дека ќе им помага на сиромасите и ќе го врати тоа што неправедно го зел, Захеј стана Авраамов син и по дух. Стих 10. Зашто синот човечки дојде да го побара и да го спаси она што е загубено. Ова е еден од најпознатите и најважните стихови во целото Свето писмо. Тоа е мое лично убедување и ќе ви кажам зошто. Овие зборови ја објаснуваат суштината на Евангелието, односно на радосната вест. Господ Исус не дојде на оваа земја само за да ни даде добри поуки или да ни покаже како треба да живееме. Не, тој дојде за да го побара и спаси она што е духовно загубено. А сите ние сме духовно загубени и сите ние имаме потреба да бидеме спасени. Христос не дојде да биде учител, исцелител или чудотворец, туку дојде да биде спасител. Тој не само што го спаси Захеј, туку сака да ве спаси и вам. Но, зошто и како Захеј го доби спасението? Тој се спаси поради тоа што поверува и се покаја за своите гревови. Секој кој ќе поверува во него, кој ќе ја признае својата грешност и ќе побара простување на своите гревови, ќе добие простување на гревовите, спасение и вечен живот. Може би вашите гревови не се исти како оние на Захеј, но сигурно ги имате. Сите ние имаме гревови и бидејќи сме грешни, имаме потреба од простување. Врз основа на тоа што го читам во писмото, јас верувам дека спасението се добива преку вера, а не може да се заслужи со добри дела. Но, морам да нагласам дека спасоносната вера секако ќе произведе праведни дела. Земете го Захеј за пример. Неговата вера го водеше кон покаяние. Не смееме да си дозволиме христијанската вера да ја сведеме само на исповед, бидејќи верата е живот и го менува поединецот одвнатре. На светот денес му е потребно да биде сведок на таква делотворна вера. Во следните стихови Господ Исус ја споделува параболата за 10 слуги. Ќе го прочитаме стих 12. А на оние што го слушаа ова, им кажа и една парабола, бидејќи беше близу до Ерусалим и тие мислеа дека набргу ќе се појави Царството Божјо. Па рече: еден благородник заминуваше во далечна земја да прими царска власт за себе и потоа да се врати. Благородникот од оваа парабола е слика на Господ Исус Христос. Преку оваа парабола тој сака да им каже на своите слушатели што ќе се случи
откако ќе си замине од оваа земја, и да им даде до знаење дека секој од нив, односно секој кој искрено верува во него, ќе има одредена одговорност со тоа што му е доверено. Стихови 13 до 19. Тогаш ги повика своите 10 слуги и им даде 10 мини и им рече: тргувајте со нив додека да се вратам. Но граѓаните го мразеа и испратија по него пратеници велејки: нејќе ме тој да царува над нас. А кога се врати по примањето на царската власт, нареди да ги повикаат оние слуги на кои им ги беше дал парите, за да види кој колку спечалил. Дојде првиот и му рече: Господаре, твојата мина заработи 10 мини. И му рече: добро, верен слуго, во мала работа беше верен, еве ти власт на 10 градови. Дојде вториот и рече: Господаре, твојата мина заработи 5 мини. И тој и нему му рече: и ти биди над 5 градови. Со други зборови, благородникот на секој од своите слуги му даде некаков ресурс и тие требаше мудро да управуваат со ресурсите кои им се дадени. Од денешна перспектива можеме да кажеме дека ресурс може да бидат талентите кои еден човек ги има, интелектуалните способности, финансиите, работната позиција, меѓучовечките односи, семејството, службата во црква и слично. Многу благослови кои ни се дадени во животот може да се споредат со ресурси. Господ Исус не ги дал тие нешта поради својата милост, но од нас се очекува верно да управуваме со нив. Кои се нештата кои вам ви се доверени? Дали ги ползувате за слава на Бога? Продолжуваме со читање. Стихови 41 и 42. А кога се приближи и го виде градот, заплака над него и рече: кога би можел во овој ден и ти да го дознаеш она што е потребно за твојот мир, но тоа е сега сокриено од твоите очи. Зошто Господ Исус вели дека тоа што е потребно за мир е сокриено од градот Ерусалим? Дали станува збор за ситуација во која жителите на градот сакаа да видат, а сепак не можеа? Не би рекол. Тоа што Господ Исус сака да го каже е дека тие нешта се сокриени од нив поради нивното неверие. Тоа е важен духовен принцип кој важи и за луѓето денес, независно во кој град од светот живеат. Има голем број на луѓе кои не можат да ги согледаат духовните вистини откриени во писмото, затоа што самите тие поради предрасуди во своето срце одлучиле дека Светото писмо не е вистина и дека е стара и нерелевантна книга. За нив духовните богатства дадени во писмото ќе останат сокриени, се додека не му пристапат искрено, отворено и без никакви предрасуди. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Во следното ќе ја читаме и обработиме следната глава од Евангелието според Лука, каде имаме извештај за настаните кои се случија кога Господ Исус влезе во градот Ерусалим, а патем тоа се настаните кои претходеа на неговата смрт и воскресение. До следната епизода, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.